Остануваме на тема туризам и потврдуваме уште еднаш дека имавме успешна туристичка сезона со рекорден прилив од туристи, но и подсетуваме дека се уште останува потребата за стратегија за следење на новите туристички трендови, што превземаме во таа насока и какви се плановите на луѓето кои што активно и интензивно работат во туристичкиот сектор. Дознаваме во разговорот со мојот гостин. Ќе му посакам добар ден и добре дојден господинот Љупчо Јаневски, директор на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот. Добар ден, благодарам за поканата. Поздрав за сите гледачи на Македонската телевизија. Сите кои што се директно инволвирани во туризмот се задоволни од оваа сезона и оценуваат како успешна. Сезоната се уште не е завршена. Вие споменавте во разговорот претходно дека и цел октомври е откупен, така што со продолжување на туристичката сезона останува можност уште да ги сумираме бројките, па да видиме дали оваа сезона ќе ги достигне бројките кои што ги имавме пред пандемијата, а беа навистина големи бројки. Може би сега живееме и сигурно живееме новата реалност во туристичката индустрија, но со старите проблеми. Всушност, некако нашата фискална дисциплина и воопшто дисциплината да ја привлуваме туристичката такси, туристичкиот промет, некако во последнава година затајува. Овај апел, мои кон сите туристички работници со кои што работиме долги години, се трудиме и успеавме во првите 7 месеци во Скопскиот и во западниот регион да ги подобриме резултатите од 2019 година, односно за 4% повеќе ноќевање и туристи и за 7%, додека на нивото на државата поради одредени други останати објективни и субјективни причини, пред се кога говориме околу нашата фискална дисциплина и околу локалното пријавување и регистрирање на туристичките капацитети сме некаде -3 до -4%, говориме во сувите бројки со 2019 година, но ако говориме за девизниот прилив во туристичката индустрија или туристичкиот промет во туристичко-угостителскиот сектор, веќе во 2023 година сме во првите 6 месеци многу подобри за разлика од 2022 година, која беше рекордна година со вкупно $481 милион, или веќе во првите 6 месеци за 2023 година ги имаме постигнато $229 милиони, што според мене представува не само своевиден рекорд, туку сме скоро и добро чекориме кога е во прашање нашата цел од $530 милиони во туристичката индустрија и колку да беа нереални во 2022-та, кога ги говоривме, веќе стануваат реалност во 2023 година. Кога говориме за успешна туристичка сезона, мора сето тоа да биде подкрепено со бројки. Потврдуваме уште еднаш дека капацитетите на туристичките места во екот на сезоната беа полни. Бројот на домашните и странските туристи во првата половина од годинава е зголемен за 30,1% споредено со лани, а кај домашните туристи има раст од 2,8%, додека пак кај странските 46,8%. Која е вашата проценка и на што се должи ваквиот раст? Веќе 2200 година и пандемијата, туристичката индустрија е комплетно зафатена или неможноста да се патува и тоа што говоревме дека се едноставно престанавме да се гледаме едни со други, туристичките работници одлучија преку координативното тело да ги зајакнат своите редови и да почнат да работат на нешто што се велеше кампања Дома си е дом. Кога сите бевме затворени, имавме долги викенди и се трудевме само да го правиме и да се гледаме онлайн или 360 view или се останато кое што можеше да не изнесе надвор во тие моменти. Но затоа домашните туристи па успеа подобро да ја запознаат својата земја. И токму тоа е мислата, бидејќи успеавме во 2023 година да бидеме 5% подобри со бројот на туристите и ноќевањата од 2019 кога се домашните туристи во прашање. 2023 година се насочивме на доста примарни пазари, но многу специфична година во која што на самиот почеток планиравме и знаевме дека од одредени пазари ќе го намалуваме минусот, додека се фокусиравме на останати пазари во кои што и во тие моменти можеби ја немавме 100% поддршка од туристичката индустрија, но благодарение на сите нив, благодарение на работата на Агенцијата за туризам и сите чинители во туристичката индустрија успеавме да ги имаме овие бројки во првите 7 месеци, односно нешто повеќе од 1,5 милиони ноќевања, од кои што
негде 60% се во југозападниот и Скопскиот регион, додека останатите се во другите делови на нашата земја. И веќе очекувам месецот август да имаме многу подобри резултати од 2019 година, односно нешто повеќе од 930.000 ноќевања. Се надевам дека тоа ќе го оствариме. Таа бројка веќе ќе не донесе многу силно и многу храбро да кажеме дека можеме до 3,3 милиони ноќевања во текот на 2023 година. Веќе споменавте дека најпосетени региони во изминатиот период се Скопскиот и југозападниот регион, каде што се наоѓа Охридското езеро, но овде нема да го заборавиме и Дуранското езеро, кој што на југоистокот ги привлекува странските туристи, особено оние кои што транзитираат нели низ државата за да одат надоле кон јужниот сосед, додека така што за 6 месеци Скопје го посетиле 150.000 странски туристи, а во југозападниот регион бројот изнесува околу 140.000 туристи. Во преостанатите региони максималниот број на туристи е 30.000. Од каде најмногу странски туристи имаме? Срби, имаме од Србија, имаме од Турција, изостануваат бугарските туристи, имаме нови? Секако дека имаме нови, поради политичката состојба имаме помал број на бугарски туристи и состојбите секако, но тука е туристичката дипломатија. Таа ќе изгради повторно мостови или нема да дозволи мостовите да се струшат толку за народите да не патуваат и да не комуницираат. Ќе се потрудиме веќе во вториот дел на 2023 година да имаме поголем број не само на бугарски туристи, него и туристи од други дестинации во покрај турските, покрај српските туристи, а регионалните кои што се во благ минус, бидејќи и косовските и албанските туристи можеа да патуваат само во нашата земја во последните 2 години и обратно, веќе се во други дестинации, тука ни се романските туристи, босанските туристи, холандските традиционални, полските туристи, мислам дека веќе привршуваат и последните чартери, но со новите линии и со се она што веќе го договараме за 2024 година, очекувам и 2023 година да продолжи со оваа кондиција. Сепак, треба да признаеме дека доколку Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот беше во комплетна финансиска можност да имаме многу поширока и подлабока кампања во одредени дестинации, веќе 2024 година ќе ни беше малце полесна, но се надеваме дека со стратешкото планирање која што го веќе го имавме презентирано некаде во август месец, резултатите кои што ги очекуваме, сите останати проекти кои што ги отпочнавме, но и дигитализацијата во нашата дестинација, очекувам дека во наредните 2 години ќе успееме да ги постигнеме резултатите кои што сме ги зацртале. Тие не можат да бидат само успех на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, туку таа е само рефлексија на кондицијата на целиот туристички сектор. Понатаму ќе се потрудиме и како агенција, но и како туристички сектор, бидејќи туризмот влијае на повеќе од 20 економски гранки и обратно, да имаме што повеќе вработување во туристичката индустрија и да градиме човечки ресурси кои што во наредните 5 до 10 години ќе влијаат позитивно во овој сегмент на економијата. Кога говориме за успесите и достигнувањата во туризмот, докаде сме стигнали и кон што треба да се стремиме и која стратегија нели имаме за развој, уште поголем развој на туризмот, мораме да проговориме и за недостатоците, кои се слабостите со кои што се соочуваме кога станува збор за туризмот и сето тоа да го поправиме. Дали еден од недостатоците и главните проблеми со кои што се соочува туризмот во земјава е сезонскиот карактер? Ни треба малку поголемо расширување на туристичките понуди? Дефинитивно, ние сме дестинација за 4 сезони. Покажуваме дека и покрај тоа што немаме море, добро можеме да растеме во туризмот и да влијаеме во наредните 5 до 10 години одржливиот туризам, односно зелениот туризам да ни биде фокус. Алтернативните форми на туристичката понуда која што имаат минимална сезоналност, односно се практикуваат во текот на целата година. Токму и проектот 50 рурални села, 50 рурални приказни е во секоја гледна точка да влијаеме во селските средини да овозможиме зголемување на капацитетите. Бидејќи нас не ни се потребни дневните туристи. Нас не се потребни повеќе дневните туристи. Зголемување на просечниот престој, дигитализацијата за слободните патувачи, за милениумсите, за луѓето кои што сакаат да ни истражуваат сами, да овозможиме што повеќе сместувачки капацитети и нивна валоризација, односно нивно подобрување на условите и услугите. Толкму би кажал дека нашите звездички вистински треба да сјаат. Тоа што треба да направиме во наредните години што посилно и што повеќе да работиме на европските фондови,
да алоцираме средства и да создаваме генерации кои што понатаму ќе аплицираат на истите и ќе помагаат на локалното население, кое што не само ќе се грижи околу документацијата, туку ќе ги види вистинските благодети од меѓуграничната соработка, од проектите кои што ќе можат да бидат имплементирани, од инфраструктурата која што треба која што мораме да ја подобриме, да ги подобриме дигитализацијата, да имаме вистински увид во статистиките токму во туристичката индустрија, бидејќи според Светската туристичка организација тие сивата економија на Балканот, па и кај нас е помеѓу 40 и 45%. И кога сега ќе ги видиме овие резултати, ќе сватиме дека отприлика околу 150 до 200 милиони долари се вратат во тој сегмент, но треба да ги намалиме, а резултатите ќе дадат подобро планирање и ќе овозможат уште подобра долгорочна стратегија во туристичката индустрија. Овој разговор го реализираме во пресрет на утрешниот ден, 27 септември, Светскиот ден на туризмот. Истакнавте дека треба да ги следиме светските трендови во туризмот, особено во летниот период, да се развиваат еколошкиот и руралниот туризам, затоа што имаме навистина голем потенцијал за таков туризам, а и луѓето се повеќе се одлучуваат за екотуризам, патување во природни области, што ја штитат животната средина. Македонија изобилува со такви предели, но тие не се во фокусот на туристичката понуда. Зошто не се и кога ќе се стават, за да конечно добиеме нешто и во оваа промоција? Можам да направам една споредба и да кажам колку е моќноста на туристичката индустрија, бидејќи туристичкиот сектор ќе биде двигател на одредени економии во наредните 5 до 10 години и тоа дури е посочено од Светската туристичка организација. Зелената транзиција во туристичката индустрија е неопходна и потребна. Ако во 2011 година во македонското БДП туризмот учествувал со 0,4%, ако во 2018 тој бил 2,1%, веќе во 2022 е 3,6%. Тоа покажува дека добро растеме, дека имаме одржливост во дестинацијата и дека треба да создаваме форми на туристичката понуда за дојдовен туризам или на кажано incoming туризам. Само 3 до 4% од вкупниот број на туроператори кај нас се охрабрија да работат нашата дестинација во текот на 12 месеци. Тој број треба да се зголеми, треба да се стимулираат, треба да создадеме и веќе создаваме и сме во процедура на нов систем на субвенционирање за домашни туристи, во домашни сместувачки капацитети, повеќе интервенции заедно со Министерството за економија во Законот за туристичка дејност и веќе отпочнува широката дебата, но и подготовката за новата стратегија во туристичката индустрија, бидејќи со пандемијата скоро сите стратегии треба да имаат некаков сегмент на менување или на подобрување. Ние имавме таа предност да можеме да создадеме стратегија која што ќе биде темелена на одржливост, на зелени работни места и на зелена транзиција. Она што е во фокусот на унапредување на туризмот и стратегијата која што имате за следните сезони, секако ќе биде да се привлечат туристите кои што ги следат новите трендови во патувањата. Работите во таа насока, меѓу дел од тие новини ги споменавте новите авионски линии кои што се воведуваа, се со цел да се привлечат што е можно повеќе странски туристи. Ќе остане ли бројот на летови со нискобуџетните авиокомпании или во насока на нивно зголемување? Според мене имаме информации дека ќе имаме повеќе летови. Едни ќе бидат во текот на целата година. Еве веќе за неколку дена имаме нова линија Сараево-Скопје, долго очекувана, 3 пати неделно. Потоа ќе се продолжи со една авиокомпанија која што ќе ја сервисира линијата Љубљана-Скопје. Многу е важно поврзувањето во дестинациите и брзото патување. Всушност, на овој начин ќе овозможиме мало премостување на голготата околу нашите автопатишта и луѓето ќе патуваат и ќе уживаат во нашите убавини. Градот Скопје со новите линии се е поврзан повеќе со европските метрополи. Ќе се потрудиме веќе во 2024 и вториот дел на 2023 година да отпочнеме на поголема кампања. Веќе сме во подготовка за информации до нашата влада за национална кампања во другите земји и поголем буџет, дигитализацијата и e-Visitors, платформа која што ќе работи со интегрирање на повеќе министерства.
е еногастро концептот, кој што ќе ги третира буквално јаките страни во туристичката индустрија, или во моментов 225 винарии кои што треба да отвориме заедно со Министерството за земјоделие и дегустацијски центри во целата земја, добро да ги означиме со патните правци, да ги дигитализираме. Всушност, кога ќе дојдете во нашата земја и допатувате можеби во последната, а за мене последната неоткриена туристичка дестинација во Европа, која што го заслужува тоа, со нашата туристичко лого и брендирање Taste Life или Вкуси во животот, толкму ќе ги видиш благодетите на животот, толкму во Македонија. Одлични најави за тоа што ќе се прави во насока на унапредување на туризмот во Македонија и што е можда поубаво представување на нашата земја и пред домашните, но пред се пред странските туристи. Ви благодарам многу за гостувањето во живо. Благодарам и на вас за поканата и во оваа прилика им го честитам утрешниот, би кажал, светски ден на туризмот на сите туристички работници и луѓето кои што се инволвирани во оваа индустрија. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вам.